светот дознаваме во продолжение од моите драги колеги. Добро утро, посакувам. Добро утро, Александра. Благодарам за најавата. Ајде веднаш да видиме што тоа е актуелно во светот. Дејан, добро утро. Добро утро. Имаме најава за така наречена мировна конференција која што треба да се одржи во Швајцарија, каде што ќе се бара некаква мировна формула без едната завојувана страна. Не е поканата. Тоа е Русија. Тоа е Русија, таму ќе биде Украина, ќе бидат и Соединените Американски држави, но не е известно дали председателот Бајден ќе дојде, бидејќи тој има закажано некаква она акција за собирање на пари за неговата кампања во Холивуд, па тоа е малку неизвестно и делуваше разочарувачки за украинците. Па повторно ќе кажам она што го зборуваме, Израел и Украина пред се се заложници или жртви на претседателските избори во САД. Првин да се вратам малце, да кажеме, иронично е, како што беше иронично на резолуција за Сребреница која поднесуваат држави кои и како би требале можеби да одговараат или барем у минатото требале да одговараат за тоа зашто ја покренуваат резолуцијата за една друга држава, така и ова иронијата е голема мировна конференција каде што ќе дојде едната завојувана страна и ќе учествуваат останатите кои некои земји не ќе учествуваат земјите кои формално не се во војна, а се вмешани да кажеме. Дали ќе дое Бајден или не, Си Џинпинг исто е поканет, но тој за сега не гледам дали ќе дојде или не, нема никакви најави, но што е она што е интересно, ја сакав да го почнем ова денешна анализа, ако до петокот правевме паралела и го велевме дека сега е 1936 алудирајќи на оној почеток на нацистичка Германија и плановите на тогашниот нацистички режим предводен од Хитлер за војните, нели, првим во Чекословачка, каде што се зима германските територии во Судетите, па потоа нели и Полска. Затоа велам, ако ова беше до петокот 1936, денеска ми се чини дека сме веќе 1939, зошто го велам тоа, бидејќи почнува полека, но сигурно Западот да презема некои чекори, да пушта некои сигнали кои наликуваат на тоа. Зашто се работи? Макрон е во Германија, прва официјална средба со Шолц, откако е реизбран на председателската позиција. Знаеме Макрон какви планови најавуваше. Се шпекулира дека се обидуваат да направат договор за поголема помош на Украина, па дури вмешување. Мошел се рече дека се што можело да се даде на Украина од страна на Германија веќе сега дадено. Следното е онаа вест која вчера за викендов беше симптоматична, а тоа е Германија преку TikTok бара нови регрути. И Сунак, актуелниот британски премиер и неговата конзервативна партија најавуваат враќање на редовна воена обврска на британците, што ми укажува и што не само мене укажува дека Западот очигледно планира да се вмеша некако повеќе, некјум да внимателен сум да кажам да се вмеша, но да направи поголемо вмешување во овој судир меѓу Русија и Украина. Не е добар фронтот, не Па според последните информации колку што можеме да забележиме, колку што јавуваат западните агенции, масовна воена операција и офанзива имаат русите на североисточниот дел на Харков, у Харковската област. Да, и падна неколку битни точки. Почнува она повторно, нели, оној пиар стратегија која можеби и не е пиар, не знам, не можеме да знаеме дека Путин нема да запре тука, дека ќе оди до крај, што е крајот, не знаеме. Зеленски 2 дена апелира дека Русија концентрира огромен број на воени трупи на границата со Украина во тој дел таму. Тоа е кај Суми, нели, горе северно, тој е релативно блиско до Киев. Па блиско е до Киев, така да Путин отиде кај Лукашенко во Белорусија. Тоа се пораки кои само укажуваат дека нешто се подготвува. Ако се земе во предвид дека Украина бара, а некои од земјите членки
не велат не за оние далекострелни ракети над 1000 километри, под образложение дека треба да се стрела врз руска територија, односно врз војните единици кои се подготвуваат да одат во Украина, доколку тоа го дозволат Соединетите Американски држави, ќе дојме до тотална војна, бидејќи тоаш Русија нема да се мисли каде ќе гаѓа. Таа и до сега гаѓаше. Многу ме напрашува зошто гаѓаат во западниот дел, таму во оној дел каде што Русија никогаш и не го имала тој дел, како што се Има некои центри за обука, магазини со оружје. Има магазини со оружје, има исто концепт. Сега е веројатно под тој урнек Украина сака, што е и војнички оправдано, предпоставувам, иако не сум војно лице, но во недостигна војни лица да не објаснат. Зашто тука прачи да се дига околу тоа, ако имаш ракета, ќе употребиш како мислиш дека е најпаметно. Тоа е таа премиса која има Западот, односно Зеленски. Веројатно има некој договор со Русија, нешто. Кои бараат далекострелни ракети. Од друга страна, онаа војна, најголемата војна база во Констанца се прави. Тоа е она што го разговаравме јас и ти во петокот, дека очигледно се подготвуваат на план Б. Тоа е блиску до влезот делтата на Дунав. Да, на самата граница. Ако русите одлучат да тргнат натаму по копнен пат, не е важно дали преку Херсон или одгоре од Запорожје ќе се симнат, можно е да дојде тука до линија на разграничување или можеби до борба за тоа која ќе биде најдалечната точка. Поизвестно ако се прави база, не се прави за борба, таа се прави за да омеѓа некоја територија. Не, добро види, ама сега знаеш како, се сеќаваш како започна 2000 некоја година против ракетниот штит Романија, Полска, за Иран, као беше тоа све, па видовме зашто... Па Путин рече не везира за Русија. Па почна војната во Сирија, каде што сакал некој денеска да признае или не, бевме сведоци на директен допир меѓу руската и американската армија. Внимаваа многу тие. Па добро внимаваа они, ама и кога ќе утнеа не се објавуваше поради мир во куќа, но како и да е, повторно ќе кажам, во моментов, барем мене така ми личи, ако 1936 беше во петокот, денеска се разбудивме со 1939, ќе видиме што ќе се договорат Макрон и Шолц, ќе видиме што таа мировна конференција, што ќе биде, повторно ќе многу е важно да има... Не е тоа првата, имаше една во Ријад, во Саудитска Арабија со држав, беше фијаско. Оваков тип, сега не може да има фијаско, бидејќи нема кој да биде против. Која е другата страна? Не беше тогаш никој против. Тоа беа се некои министри за надворешни работи кои дадоа некој своје мислење да му даеме шанса на мирот. Ма не, помина, нема шанса на мирот, се знае шанса на мирот. Првин треба да се договорат што е што. Второ, и ти самиот ме подсети у петокот, а и јас се подсетив на наредбата на Зеленски и одлуката дека нема да се преговара. Значи, тоа се... Имаше една информација викендов, продолжен беше викендот, па не знам точно кој ден беше, на Слободен печат ја објавивме ние, каде што беше кажано наводно некаква контраофанзива во Харковската област имаше од украинската војска и Зеленски даде на многу чудна изјава, ги повративме сите оние точки кои ни беа земени во Харков. Да. Ја мислев дека стварно нешто успеале. Пробав да најдам, испадна не, они пробале да го направат тоа. Инаку ова малкумина јавува... А очигледно било тоа голема некој пораз бил голем, затоа е веројатно паниката голема. Инаку многу интересно е што Путин беше нели кај Лукашенко и во Минск, во главниот град, каде што тие двајца се смеја, се слика и нешто веројатно се договорила. Спомена нешто нуклеарно оружје. Допатува и поранешниот украински председател Виктор Јануковиќ, човекот кој имаше поддршка од Москва и кој беше 2014 преку Мајдан урнат и беше принуден да избега во Русија. Зошто дошол Виктор Јануковиќ? Тоа е добро прашање. И зашто јавија медиумите тие што треба да јават, овие другиве па не јавуваат. Значи овие прорускиве јави, овие прозападниве дали сметаат дека е неважно што доаѓа, а овие па сметаат дека е многу важно, што е уште еден сигнал. Значи во новинарството, барам јас како што го поимам, а се верувам и ти, ги гледаме тие сигнали, кој како објавува така како да сака нешто да каже. Зашто сака да каже? Како сака нешто да сокрие. Или нешто сака да сокрие, или нешто. Така да, тоа е многу интересна работа која
у наредниот период, а доаѓа право време за војни. Знаеш, ова јуни, јули, август до октомври. Идеална климата за саемот на вооружување и убивање на луѓе. Морам да бидам така малце саркастичен. Во исто време морам исто да кажам и да направиме споредба со Израел, да не ја го заборавиме. Имаше големи антивладени протести вчера во Тел Авив и апсења. Од друга страна, Нетањаху продолжува да го игнорира меѓународниот притисок, продолжува во Рафах да ги брка оние 5-6 баталјони на Хамас, што ги нарекува. Имаше некој гранатирање на Тел Авив, нели? Имаше, да, вчера гранатирање. Хамас ги ракетираше, не гранатираше. Хамас се уште способни да гранатира, да ракетира. Знаеш, не знаеме дали е Хамас, кој е, шо е. И тука се измешани работите. Оно што ми падне интересно, а морам да го потенцирам денеска, пошто е вест од вчера, а немавме емисија, е дека излезе главниот обвинител на меѓународниот кривичен суд, кој изјави дека не морал да реагира со тие обвинувања против Нетањаху и четворицата високи израелски политичари, се разбира и Хамас, но Хамас е терористичка организација, не треба меѓународен кривичен суд да ги брка, треба некој друг да ги брка, но овие како актуелна влада изјави дека не можел да седи на страна, дека сите држави се исти пред законот и дека која и да е држава мора и кој да е политичар мора да одговара, што е па сега контра од она што го зборувавме за Сребреница пред малку. Но тоа е мое размислување и рече што е за мене една голема интересна работа дека имало огромни притисоци и закани. Закани од сојузниците на Израел. На кого се алудира, гледачите му Беше едно отворено писмо од американски конгресмени кои што буквално му се заканија на меѓународниот. И сега јас ќе вратам дали кога меѓународниот. Сега не знам дали некоја друга земја така да му се закани на судот. Зато велам, добро ќе помине. Нели во контекст на оние резолуции, сите работи што ги коментиравме изминатите 2 недели, а сите нешто во ракавици коментираат, ајде отворено збориме. Замисли меѓународен кривичен суд кога подигнуваше обвиненија кон овој простор на СФРЈ, ајде јас така ќе се изразам, кој сега го нарекува The Region или Вест Балкан или не знам како, и на која уште ќе го рачунам како земји од поранешна СФРЈ, у смисол на тоа дека тој простор постоел. Тука тие закани кога се владите одма сервилно идат и испорачуваат политичари се со цел да се додворат, наспроти ова што ово има закани, пустиот па излезе и да се пожали јавно дека има закани, додека ќе оди до крај. Па ќе видиме што ќе биде крајот и чив ќе биде крајот. Така да повторно ќе кажам, 1939 се претопува, па да видиме како тоа се ќе испадне на крај. Се надевам дека нема да го 40. Ја не сум баш сигурен дека 39, смислам негде 38, што ти убаво ги спомна судетите, тоа е 38 година и тоа личи. А исто е сценариото, други се актерите. Да. Сега уште неколку вести, ајде да останеме во тој регионот на Кавказот и во поширокиот дел нели на она што некој го нарекува руски свет. Во Ерменија големи протести и црквата и опозицијата бараат оставка од Пашанин, а во Грузија се уште трае таа нервоза околу изгласувањето на оној закон кој беше изгласан, па председателот него потпиша за забрана за странско влијание. Странско влијание, така. Ајде у превод, странски невладини организации да бидат спонзорирани од надвор, да. Домашниот. Кавказот е исто буре барут. Да, и сега, интересно беше, грузискиот премиер рече дека во разговор со Вархеј, што Вархеј го потврди, му било спомнат атентатот врз Фицо. Да. И тој тоа го прокоментирал како некакво предупредување дека тоа било од Вархеј, а Вархеј потоа кажа не, тоа е излезено од контекст било. Многу интересно е за Кавказот, ајде слободно ќе скоментирам. Пашинян, премиерот на Ерменија, ја загуби војната од Азербејџан токму заради тоа, бидејќи беше поддржуван од Европа, имаше некои европски вредности, а кога загусти бараше помош од Русија и сврти грб на Русија. И многумина тогаш коментираме и кој и јас врз основа на овие извештаи дека тоа беше казна од страна на Москва за Пашинян, кој кокетира со Европа,
ако ќе загости Европа не го брани, него бара да го брани оној кон кого ја прави политиката. Нас проти Баку и Азербеџан, кој има јасна политика дека е близок со Турција, дека е близок со не е блиска толку многу со Русија, меѓутоа не е близок. Одлични односи со Русија, Баку. Тука ќе ја повржам и смртта на загинувањето на иранскиот председател, ќе го подсетам. Тој беше сепак некој гарант за Ерменија. Тој беше во Азербеџан да ги подобри односите со своите шиитски по вера браќа, со кои не стои толку добро, повеќе стоеше со Ерменија, да ги испегла односите, а Ерменија и Азербеџан не се во добри односи, така да Кавказот се на се е потенцијално буре барут, кој географски гледано доколку експлодира, ќе се поврже со Блискиот Исток и тоа ќе биде еден цел појас во тој дел од светот, каде што на границите на Европа ќе има поголем вооружен конфликт, каде што веќе има. Израел има, Украина има, уште Кавказот ако има. И сега во Кавказот за сега САД ги нема во играта, туку тоа се проевропски оние политики, значи Пашинијан е проевропски, Грузија профранцуски би подобро. Па добро, тоа е Европа и сега тоа е многу интересно, таму има битка за влијание. Дали некој сака да ја дестабилизира, да го одлече вниманието на Русија, да подсетам, у Грузија имаше 2008 година воена интервенција на Русија, кога Русија за еден ден го окупираше, го опколи главниот град Тбилиси, но мораме да признаеме дека тогаш беа други времења, другче функционираше политиката. Дали денеска, ако направат во Абхазија и Јужна Осетија, кој е дел, нели, таму од Грузија, кои се проруски региони, ако таму сега испровоцират, дали ќе му одлече внимание на Путин и на главниот удар на Русија, тоа ќе видиме. Сега грузиците не се нафаќаат на овие протести, исходот од овие протести и овој закон за странско влијание ќе доведе дали ќе превагне едната страна или друга. Ако провегне едната страна, ќе може да дојде, ќе може да дојде до пукање на целата работа. Еви Пашинијан го рушат, но не знаеме дали го рушат незадоволните проевропски подржувачи кои не се задоволни од неговата политика или русите. Значи, повторно велам, некако тоа руско-западни судири од Кавказот преку Блискиот Исток во Африка, секаде има судир, сме известувале за тоа, на Балканот веќе знаеме, тоа е овој дел што го имаме нагоре. Никош не ни престанало. Така да, зато велам 39-та, нека и 38-та, не е проблем ке, ова само да не дојде 40-та, знаеш. Септември 39-та да не дојде или 40-та. Затоа што сега светската тоа е веќе многу. Да, тогаш било само светска војна, а ова е глобална војна, а во глобална војна не сте раат кај да отидете на било која точка во светот. Уште многу кратко прашање, немаме време. Риши Сунак во договор со кралот Чарлс договорија предвремени избори во Велика Британија на 4 јули. Анкетите велат дека конзервативците ќе загубат, но и дека лабористите нема да победат. Така некако. Па Британија има криза на лидерство. Задниве 5-6 премиери ако ги наброиш, тешко. После и Камерун ако го наброиш. Па кога Камерун ти се гледа Черчил, јасно Камерун ни се гледа Черчил, јасно ти е дека има некој проблем. Овој последниот, јас се смеам на едно гостување во една телевизија, колегата кој следи свет го прашав дали знае како сега премиерот на Британија, се подзамисли, истото и ти мене да ме прашиш, ја ке се подзамислам, што само укажува дека има криза на лидерство. Британија се занимава со одредени болести на кралското семејство, наместо се занимава со глобална политика, ама нивното Министерство за одбрана и нивниот разузнавачка служба, но не и политичарите. И ова е резултатот. А дали кралското семејство се развело, кој има рак на што и кој каде спиел, не е битно за светот, бидејќи Британија има таа улога изминатите векови да биде двигател на светските случувања, а светско случување со принцезите нови, мислам, нема ефект. Само ќе кажам на крај дека се менува светскиот поредок, сакал некој да признае или не, а ќе видиме у која насока ќе се смени. Официјално е, нели,
размонтирана 56-та година, смртта на таа империја трае повеќе од половина век претходно и мислам дека Велика Британија одамна не е велика и одамна не е претерано битно во светски рамки. Ја ти благодарам за ова. Александра, малку пробивме. Не, таман сте си. Секогаш Добро. задоволство да ве слушам. Ви благодарам што ја разубавевте денешната емисија на Слободен печат. Благодарам што секогаш ни појаснувате и дообјаснувате некои работи кои што можам комодно да кажам и не можат да се прочитаат и најдат некаде. Имате можност и прилика секој утро некаде по 9:15, околу 9:15 да ја следите меѓународната анализа на Слободен печат.